Ние сме Европа. Го закачиле слоганот овие калпазаниве од СДС на своите митинзи и средби со народот. Ако се Европа, бугарите, грците и албанците, да, вие сте бугари, грци и албанци, но Европа не сте. Го помните оној стих на Тото Котуњо, Бог да опрости, оној што ја пееше песната Unite, Unite Europe, кај што вели «Соно италијано, италијано веро», што значи во превод «Јас сум италијанец, вистински италијанец». А вие од СДС не сте македонци. Не, па вие самите се срамите од тој збор, не го изговарате. Вие велите нашиот народ, нашата земја, нашиот идентитет, националниот театар, државна институција. Нема јас сум македонец, ова е македонски народ, македонски идентитет, како што е всушност европски, како што се однесуваат европјаните со своите вредности и народи. Не сте вие Европа, вие сте само добри лажговци и квислинзи, кои лажете 30 години и народот 100 пати ви поверува на вашите лаги. И мислите дека пак ќе го заебете народот? Толку сте префригани, ама прочитани сте како селски буквар, како оние ваши финти со 80% покачување кои ви ги донесе Квислиншкиот уставен суд, а сега ќе се почастите со нови 400 евра по арамија функционер. А од Европа имате само чоколадите што ги бута Маричич кога прави пауза од бифтеците што се на сметка на народот. СДС, кој ви го смисли слоганот «Ние сме Европа», онаа иста агенција која ви ги водеше локалните избори, да ви ги врати парите стручњакот за маркетинг, демек ќе победите на избори ако речете дека вие сте од Европа, а другиве се од Русија. Битно е вие што ќе речете и битно е другите да се руси, демек вие сте добрите, а другите се лошите, тие русите. А лажгите бе, Минхаузен, гомна да јаде бе. Вие азинете, лжете, па рековте дека дојде живот во Македонија, па после излезе дека пола народ изумре, а пола се исели, значи живот јок, тарабука, да не речам штавена кожа, а штавена кожа се вади само од мртви животни. Па рековте дека ќе дојде правда, дека ќе ги вратите парите што ги украла таа претходната гарнитура. Правда дојде, ја осетија оние патриоти што ги осудивте за ништо 180 години, а парите да, стварно му ги вративте на Мијалков, додуша не сите, ама па сега шо е тоа ситно за него успоредба од тоа купчето што беше? Рековте ке има и бесплатно, нели, европско здравство, па еден тон народ испоумира по приватните болници за големи пари, а за државниве само ќе ви ја спомнам онкологија. Рековте ке има и демократија и слободно стопанство, па затоа запосливте 70.000 комуњари дуевци во државна администрација, па мораа 160.000 млади македонци, албанци, роми, турци да избегаат од Европа, не можејќи да поднесат вашата тендер демократија, во која не осиромашивте до коска. Да ви ги спомнам само стапките на инфлација и блокирани сметки на граѓаните кои се највисоки во Европа и многу блиски до врвот на светот. Рековте ке има и борба со криминалот, а вие сте први другарчиња со криминалот. 200 белосветски криминалци земаа македонски пасоши, додека обичниот народ со мали деца чека во редови на дожд, безуставно и беззаконски да им наметнете, нели, да извадат нови пасоши со северна. Излажавте дека нема да го смените името, се колневте во деца, во жици македонски, како демек народот ќе му ја земел мерката на тој што ќе се обидел, а вие го измамивте народот во лице, во очи, му плукнавте во уста, му сменивте име, не признавте законски, неуставен, неуспешен референдум и насилнички со подкуп и уцени го сменивте името невалидно во парламентот. За тие ли европски вредности зборувате? Така е во Европа, ова се европски манири, па ако е така во Европа, што кој мој ке ни е Европа? Ова е само насилие и диктатура. Ако вие сте Европа, значи вие сте насилие и режим. Мислите дека со еден слоган «Ние сме Европа» народот ќе ви ги заборави изгорените во Тетово и во Бугарија и загинатите во автобусот на Дурме и неказнивост инсталирана од вашата европска правда и корумпираност. Само така ние сме Европа и народот ќе ви ги заборави идиотските набавки на вакцини, ќе ви го заборави богатењето со струјата, давањето концесии на влада, на жена му на премиерот, ќе ви заборави се, ќе ви ги заборави пукањата по трговски центри, газењето деца, немањето никаков ред во сообраќајот, убиствата на деца, пропустите во вашата работа, како и шурувањето со криминалците и белосветските шпиони. Ќе ви го заборави кадровското расуло на писмени кадри без школа со купени дипломи кои праќаат емисари за провизија во фирмите. Ало бе, па вие сте најголемиот работодавец во Македонија,
Ако сте вие Европа, вашите европски емисари, до душе не само вашите, има нешто малку појки од ДУИ, од Алијанса, од Алтернатива, секојдневно комуницираат со фирмите и дрпаат кој колку ќе стигне како најкорумпирана земја. Впрочем, најбогатиот вице-премиерот кај вас моментално е на црна листа. Зарем мислите дека е доволно само да кажете ние сме Европа? Не постои стопанственик или граѓанин во Македонија кој не е олупен од вас за овие 7 јадни и мизерни години и сега ќе му го смените мислењето со она ние сме Европа. Многу сте се заебале. Нема да може. Сте направиле рачун, сметка без крчмар, а крчмар на оваа земја е народот, ни вие, ни ДУИ, ни калето, ни странските амбасади. Не, господа, вие не сте Европа. Вие сте и Дризово, наскоро во нашите кина ширум слободна Македонија. Македонија е земја на чудата. Алиса може слободно да не цуне таму кај што не фаќа сонце, нели, уврска со тоа. Ова што нас ни се случува во изминатите 30 години е далеку пред нашата најгрозна фантазија. Ова е како лош сон, како денот на мрмотот со Фреди Кругер во главна улога. Ова е филм во кој се будиме во истиот ден, секој ден, но денот е се полош и полош од претходниот. Ова е како песната на Бора Чорба: Погледај дом свој анđеле, све сами богаји и просјаци, слепи тумареју гомили, свима су кичму поломолили, од тебе очекују спас. Секој нов ден отвара нова трагедија во која задолжително мора да има барем 2-3 политичари. Онака за спотер, оваа земја е без ред, поредок и правила. Дивиот запад е рајска градина за нашава козоебина. Таму барем се знаело кој е бандит, кој е шериф. Шо би рекло, таму Док Холидеј пукаше по кафани. Овдешните Док Холидеј пукаат по собранија. Повамо по тамо се знаело кој е добриот, кој е лошиот, кој е грдиот. Се знаело. Секогаш црно-бело у вестern филмови се знае кој е добар, кој. Овдека најдолната багра владее со нас бе. И се прикажуваат сите како светци. Лицем светци, срцем вци. Не дават, не стрижат, не молзат до крв. Меѓу народ сеат несогласие, раздори, да се мрази син со татко, брат со брат. Така е тоа денес, пуштено на најсилно. Во оваа нашава козоебина можеш од обичен смртник без завршено средно училиште со помош на политички ментор за некои 7-8 години да станеш доктор на науки, бе професор на факултет. Или измислен вице-премиер во владата со поголема моќ од премиерот. Кој бе рече Артан? Кој рече бе Груби? Ја реков, нема врска. Значи не спомнав ни Артан, ни Груби, спомнав само некој измислен премиер, вице-премиер. Па зарем тоа е и неговата приказна. Стварно, не сум знаел Жими мајка. Па немојте бе луѓе така, па нем стварно случајно ова се потрефија работиве. Кој Артан бе прашувате? Оној што се гушкаше со син му на Мијалков на 27 април додека фрчеа тоа столчињата. Па добро, да. Уште тогаш се виде темната страна на империјата. Ама дај од почеток. Артан беше скромно момче пред 10 години со шишка како Джим Кери, а джегерици како на Джеф Даниелс од филмот Глуп и поглуп. Нема лага, не де Боже, си има снимка како си седат со Али Ахмети во некоја биртија, Артанче во некоја сиво-зелено пастирско джемперче, 5 дена небричен, со осмех, што сум дигал рака во вторник. И Али со тоа качакот и широка жута насмевка поради тоа што го нашол најдобриот апрентис или такозвани приправник за лидер на ДУИ. Али како познат марксист-ленинист или така наречен левичар терорист под менторство на најголемиот покровител на планетава Соединените мораше во стилот на Ким Јонг Ун да си најде наследник. И кога виде дека синовите не му ги бива, нели, за политика, освен за бизнис, нели, а овој бујарчо е препаметен и само што почна да му паѓа коса, не бива ќелав лидер па да прави глупости котаче, а изад меѓути, нели, почна да прета, да мрда, да не се дава, невзит бејтам почна да смета и Али се реши нормално по долги консултации со Калето да го избере својот наследник од најубавото место. Го зема водачот на навивачката група балисти
кој се покажа со тепање на македонци на калето. И па така треба, мислам, мора да му се направи вратка за тој чин на милосрдие што го покаже кон македонците. И така почнува метеорскиот лет на Артанчо Дарт Вейдер груби со волненото джемперче од 5 евра до фенси Гучи патики од 800 евра и нормално 10 на бизнис локации. Но што е фер, не се негови тие локации, на брат му се. И аутата исто не се негови. На овој комшијата се. Он нема ништо, Артан, нема ништо за греота. Голтар, бе, голтар, како и секој лидер во најава. Како што тргнал и за татко му и мајка му ќе каже дека не се негови, бе. Ништо не е негово, ништо. И кој ќе се погне у огледало, вика, ја, овој не сум мој, овој не сум ја. И да ви кажам, ја би се откажал така да сака императорот Александар Антич од мене ваков никаков македонски глумец да направи најпознат амерички глумец. Мислам дека калето ќе му учини дури и тоа само Сашо Тасевски да го пофали дуи во следната епизода од ова шоу, а и јас ќе бидам веома брзо амерички глумец после таа фалба. Па макар и порно глумец. А што да не? И онака цела држава ја пердашат бесплатно, бар ја нешто да опалам за некој долар. И онака калето се занимава секојдневно со мене, па затоа почнав и емисији да ги титлувам на англиски јазик. Иако е прилично таа скапа работа, велат од калето не сме се разбирале, јас сум зборувал македонски, ти англиски, па велам ај да се разбереме, може ќе дадат некој денар за развој на демократијата, мултилингвалноста, северно-македонштината и нашиот јазик. Едини услов било да го немало зборот Македонија во шоуто, а ако ми учи на това, нели со порново, че нема ни потреба од титул, мислам. Зар ке титлуваме, например, глупост, клај ми го, Саша, клај ми го. Клај ми го, ама зборви ми цели реченици, ко ми го клаваш, ме пали то, клај ми го, изборви ми цели реченици, шубо ми е, како се мрдиња, па. Нема потреба тоа да се титлува, мислам. Доволно се разбира и да е на чист македонски јазик, по Блаже Конески. Па после си викам, чекај бе, како 30 години се разбирате на албански со колегиве од ДУИ, па ги донесовте до премиер и вице-премиер заедно, а заедно имаат 11% пратеници во парламентот. Па тие како наследници на марксисти-ленинисти знаат само руски, бе, немаат поиме од англиски. Додуше Бујерчо знае малку турски, таму ја садеше косата. Така Артан Дарт Вейдер груби е донесен за да ја екзекутира републиката и да го згасне секој бунт кај славомакедонците, затоа што зад него стојат калето и западот. И тој го кажува она што Али Ахмети го мисли, отворено вели дека учека ја води Македонија и така ќе остане, затоа што калето знае дека македонците се диво месо и дека ќе си ја предадат државата за 30 сребреници, како Јуда што го предаде Христа. Но за дивото месо во некоја друга епизода. Али е императорот, Артан е Дарт Вейдер, а републиката е во пламен. Колку бунтовници и джедаи ќе се појават во нејзина одбрана, толку подобро. Колку народ ќе застане зад нив, толку подобро. Инаку ќе живееме со темната страна за секогаш. Нашиве сегашни генералчиња слуги на крстарицата не се вредни за помен. Ти отидоа јабана во првата битка, читај избори. Потребно е да се победи темната страна. Императорот и Дарт Вейдер и се друго ќе биде поразено од еден джедај. Затоа собирајте се, браќа джедаи, вадете кубурите, подмачкајте ги, треба да се одбрани републиката, силата нека биде со нас. Шубо ми е се мрдиња. Вест на денот. Breaking news. Ексклузивно. Америка го стави црпнатиот на црна листа.
Црпнатиот не ќе може да оди во Америка и сите сметки во Америка ќе му бидат замрзнати. Реакција од црпнатиот: шо ме боле куро, шо ме апат мадината. Ја у Америка еднаш беше, одамна не ми се свиѓа многу и това е not discussity. Ја парте не ги чувам на сметки, Бог да чува, на шо ви личум, на некој глуп од Скопје. Парте се знаат дек се, закопани по нивте, у Муртино, па ој најди ги. Јас со Филипче, мој Филипусис, на Пупидис си одам во Грција. Таму вилата кај моите грци, там се бањум. Шо мајка барам у Америка. Таму многу урагани има. Ај, од поново сега истата вест. Вест на денот. Breaking news. Дибидус. Америка го става црпнатиот на црна листа. Се јави преку Тасевски со коментар: Америко, земјо пролетерска, I don't give a fuck, I don't give a shit. Него и Мерко на црна листа, па влакно не му фали, си трошио тоа кешот. Него е Ѓушев на црна листа, и онеко црн бубрек улој, па никому ништо. Вашава црна листа е ко наша антикорупцијска. Ке кажат некој направил криминал, ке го казнат со 500 евра и толку. Кој го заболеве после за него? Од сите ваши на листа и од листава на антикорупцијска нема 1% со подигнати обвиненија, камоли да завршили у прдекана. Освен ли легендата на македонското правосудство, Миле Јанакиевски, алијас Миле ми текна, кој го изеде за сите, немиен, небањат. Сега може и да се каже ни крив ни должен, и тоа без вашава црна листа. Затоа не го ставете црпнатиот на листи, затоа што до вчера беше на листа на лојални, на оној дипшитот на ЦИА и компани. А сега, како и секој добар американски соработник, оди во пензија на црна џомити листа. Знаеме дека сакате да ни правите бајрам на мозокот, по направило дека од многу баклава се добива шеќер, а шеќерот предизвикува слепило, така да не гледаме ништо тие ваши екскурзии со паметот. Додека овој народ не види дека влегуваат специјалци и го растураат тоа рамиско гнездо и носат свет топтан у притвор, не ни пуштајте ладна вода у термална бања. Нема ефект, џабе. Значи, треба да одговара за промана на име по нелегален пат со непризнавање на резултати од референдум, за подкуп на пратеници, за врбување на пратеници, па уназад тоа како беше 1 евро за вицто, црквата и тамо на неовластен склучен преспански договор, па за нелегално доаѓање на власт без доволен број на пратенички гласови, па за 100 стопански дела како председател на владата, па кога ќе добие соодветна затворска казна, треба да му се конфискува се, па да се вратат процесите и демократијата, затоа што под неговото владење се беше надвор од законот. Но пасаран, нема компромис со таа опција, ако некој навистина има намера во оваа држава да завладее правото, нели? Ако не, како и досега што би рекол вашиот Пулен, Али Дуали, инаку познат борец за човекови права, правдолюбец и почитувач на законите. А тука некакви црни листи, бели тоалетни хартии, факски лезим и останати заебанци и шатри за обичен народ. Заборавете, господа, пројде времето кога нешто ви верувавме. Уште ви веруваат само пензионерите кои гледаат едни вести навечер и толку. Ама и пензионерите ги изумревте со коронава. Така да имате 3% доверба у моментов со вашите листи за заебанција. Меѓу другото, овој вашиот момок несудениот Нобеловец треба да одговара и за вашите $500 милиони потрошени за корупција, а резултати од тоа нула, затоа што се помножено со тој црпнатиот ви е нула. А нула по нула е пак нула. Затоа е Македонија една голема нула. Дупла нула. Ај сега имам некоја попаметна работа од оваа вашава црна листа, која звучи како препорака за дополнително крадење, а не како казна. Ја што има ви кажав, односно, само пренесов што мисли народот, ама не може некако да ве начека у некоја темна уличка, па да ви го каже тоа многу нежно.
Bomba!